Од почетокот на економската криза, сите овие месеци, една од темите за кои што најчесто се зборува е што би можеле да направиме за некако полесно да ја пребродиме истава, или што би можел да направи светот за идните кризи полесно да ги пребродува. Па ние најдовме една интересна тема која што ни го задржи вниманието и за која што сметаме дека треба да говориме гласно, особено во насока на промените. Светот е соочен со сериозни економски, социјални, еколошки, геополитички и технолошки предизвици кои бараат, се разбира, социјален одговор и договор за економски развој. Климатскиот договор со Париз и целите за одржлив развој на Обединетите нации, меѓу другото, иницираат глобална агенда за поставување јасни стандарди за одржлив развој. Оваа агенда, односно трансформацијата на економскиот систем, се заснова практично на концепт кој што се однесува на животната средина, социјалните предизвици и доброто управување. Зошто е важно да се зборува на оваа тема, до каде е светот, а каде сме ние во целата оваа приказна. Тема на анализа со господинот Андреј Илиевски, универзитетски професор и банкар. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Имаме интересна тема за разговор, за која што појаснување ќе им дадеме на гледачите за само некоја минута. Пандемијата, меѓу другото, како една од првите кризи која што почнавме да ги живееме пред 3 години, доведе до зголемување различни промени, меѓутоа и негативни, но и многу позитивни. Една од позитивните е дигитализацијата, на која што требаше да се прилагодиме ние граѓаните, компаниите и особено банкарскиот систем. Вие направивте една интересна анализа токму на оваа тема. До каде сме ние? Каде е светот со дигитализацијата? Уште еднаш добро утро. Би сакал најпрво да ги поздравам гледачите, да се заблагодарам за поканата да гостувам на националниот сервис. Како што кажавте, се работи за многу современа тема, посебно беше во време на пандемијата со COVID-19 интензивно прифаќањето на дигиталните промени, кои што секако, како и сите промени, доведоа до одредени, да кажеме, отпор во рамки на општеството, меѓутоа од друга страна беа неопходни за да би можело полесно да ги амортизираме сите оние последици кои што настанаа со кризата, односно тоа беше единствен начин како одредени процеси и состојби во општеството како може да продолжат да функционираат. Банкарството е еден од оние процеси кои што се крвотокот на општеството и без банките и банкарството модерното општество не може да се замисли. Па поради тоа и ние за време на пандемијата како банкари, како банки напорно работевме и мислам дека успеавме да ги задоволиме потребите на нашите клиенти. Од аспект на моето истражување, точно е дека, иако истражувањето беше предходно, што се кажува, почнато пред пандемијата, меѓутоа поради пандемијата мораше да се направат одредени промени во насока на тоа дека самите прашалници кои што беа инструменти на тоа истражување беа замислени да бидат во живо, со присуство, со разговори, меѓутоа поради пандемијата истите беа, како тоа што го кажавте, направени онлайн. Таргетирав една група која што е иднината на секој општество, а тоа беа студентите, кои што би требало да бидат оние кои што најбрзо и најлесно ќе се прилагодат на промените, посебно што оваа генерација Z, така наречена студентите, исто така наречена Gen Tech, значи технолошка генерација, многу заинтересирана и многу лесно ги прифаќа сите овие дигитални промени, многу добро, што се кажува, управува или ги користи мобилните уреди и во најголем дел се ослонува на социјалните мрежи, на мобилните телефони, како начин на комуникација, помеѓу другото и во банкарството. Меѓутоа, оно што ме прашавте конкретно за Македонија, каде сме ние, Македонија во однос на развиените земји во Европа заостанува, согласно податоците од статистичките податоци од Статиста покажуваат дека Македонија има некаде 27% користење на онлайн банкарските услуги, со што е лидер во регионот, меѓутоа заостанува зад Европа, како за споредба да кажеме дека дури некои од европските држави кои што се во регионот, како Бугарија и Романија, заостануваат со 15% позади нас,
меѓутоа, да кажем, скандинавските земји имаат процент над 90%. А за другите земји во регионот од бившата Југословенска република, процентот за Хрватска и Словенија, кои што се лидери, е околу 57-58%. Истражувањето беше насочено кон студентите, зашто? Затоа што тие се идни корисници и професионалци за банкарските услуги, а и професионалци во банките. Тоа што го покажат дека тие се одвојуваат од генералната популација и многу полесно ги прифаќаат овие услуги. И споменав во најавата, трансформацијата на економскиот систем се заснова на нов концепт кој се однесува на животната средина, социјалниот аспект и корпоративното управување, така наречениот ESG индекс, кој што во лексиконот меѓу другото на Financial Times се дефинира како термин што се користи од учесниците на пазарот на капитал при оценката и однесувањето и предвидувањето на перформансите на компаниите. Велат дека треба да биде задолжителен дел од политиките и процедурите на истите. Зошто? Иако, како што и во најавата кажавте, ова е многу актуелна тема денеска, сепак околу одрживата економија и одрживите финанси се дискутира подолг период, поинтензивно, да речеме, 20 на година, меѓутоа во последниве неколку години тоа добива една голема важност визави сите овие промени кои што се случуваат на глобално ниво, како првично финансиската криза, потоа следеше пандемијата, па сега имаме една криза која што задира и во геополитиката, и во енергетиката, и во економијата. Меѓутоа, она што е интересно дека на овие теми се работи подолго време, посебно Обединетите нации работат на тоа. Исто така Светскиот економски форум дискутира на оваа тема и она што е интересно во сите овие размислувања е дека самиот глобалниот свет денеска е меѓу едно поврзан. Значи сите промени имаат влијание во сите останати делови, па во таа причина е овој концепиран индекс, односно концептот на ESG, што, да објаснам поедноставно, се работи за environment, како животна средина, S се работи social, како социјални аспекти, и G како governance, како добро управување. Она што компаниите треба да го имплементираат во своето работење. Зошто? Затоа што истражувањата покажуваат дека или нема негативен импакт врз нивните финансиски резултати, а поголем дел од фирмите имаат и позитивни резултати со имплементирање на овие. За резултатите сакам малку да проговориме и наредните минути. Во моментов оно што го знаеме дека Европската унија активно работи на усвојување на номенклатура, односно терминологија и воведување на мерки за учесниците во економскиот систем. Крајниот рок за усвојување на концептот на одржливи финансии е 2024. Во тој контекст, докаде е Европа, каде сме ние во приказнава? Европската унија е лидер на глобално ниво. Зошто? Затоа што сака да одржи својата конкурентност и преку овој концепт на ESG всушност наметнува едно ново темпо врз целата глобална економија, односно компаниите на глобално ниво, за да може да ја следат промената која што Европската унија во моментов ја прави со усвојување на целата ова таксономија на ESG, номенклатура, законска регулатива и така натака. Рокот, како што кажавте, 2024. Пред неколку дена добив информација дека интензивно се работи на оваа тема, па така се дистрибуираат прашалници до сите финансиски институции, како и до корпоративниот сектор во сите земји на Европската унија, да дадат сугестии визави злоупотребите кои што може да се направат во користењето на ESG. Европа, како што реков, е најнапред од сите на глобално ниво, меѓутоа и другите, Америка, САД, всушност, Јапонија и другите развиени земји ја следат во прилагодување кон овие промени. И веројатно нашите гледачи во моментот се прашуваат, па кој е бенефитот за нас од целата оваа приказна? Ајде да им појасниме, има ли некаква корелација помеѓу повисоката вредност на ESG индексот на ниво на држава со подобрувањето на животниот стандард на нас граѓаните, и од друга страна кој е бенефитот за компаниите? Така е. Иако, да кажеме, компаниите сите овие прилагодувања ги прават генерално поради подобри финансиски резултати, затоа што едно
кровно истражување кое што анализира повеќе од 2000 други истражувања поврзани со корпорациите, односно перформансите на корпорациите и ЕСГ индексот, односно високата вредност на ЕСГ индексот, покажува дека прво нема негативна релација, а мнозинството од компаниите покажуваат позитивна релација помеѓу имплементацијата на ЕСГ индексот и финансиските резултати. Значи тука е јасен бенефитот на компаниите. Компаниите исто така и самата држава во одредена фаза ќе мора да ги имплементира овие критериуми. Зошто? Затоа што инаку ќе имам отежнат пристап до финансиите. Всушност, тие фирми кои што имаат подобар ЕСГ индекс, имаат полесен пристап до финансии со подобри услови. Бенефитот за граѓаните е затоа што преку користење на овој индекс, односно критериуми, се подобруваат социјалните аспекти, како што е работната сила, подобра еднаквост застапено на родова, ранливи категории, така натака, циркуларната економија, управување со животната средина. Тоа се се бенефити за секој од нас поединечно. И заради тоа треба повеќе да се популаризира оваа тема, за да биде поголем притисокот врз политичките, да кажеме, креатори, односно на политики, за да се употребат овие алатки кои што стојат на располагање. Може би не ве слушнав во претходниот одговор, до каде сме ние во приказната? Така, тоа сакав да заокружам овој дел на прашањето, а тоа е дека ние како држава, односно македонската берза предвидува дека треба има конкретно директива, односно водич за ЕСГ, за кој што би требало да го имплементираат компаниите, меѓутоа тоа Европска унија се обидува да го направи во форма на закон кој што ќе биде обврзувачки за самите компании, за да даде поголем придонес и по-сериозно да се свати оваа тема. Во неколку наврати споменавте дека усогласувањето може само да носи бенефит за компаниите, но постои ли другата страна на приказната, односно ризиците? Колку компаниите кои што се усогласуваат со овие ЕСГ стандарди може да злоупотребат и да прикажат, да речеме, податоци лажни со цел да ја зголемат вредноста на компанијата? Многу убаво го концепиравте, точно е така. Одредени компании, зборувам на светско ниво, ги користат овие можности кои што ги нудат овие ЕСГ индекси и им даваат полесен пристап со подобри услови до пазарите на капитал. Така има термин кој што е усвоен во самата таа терминологија во ЕСГ, кој што се вика green washing, односно green маркетинг. На македонски преведено зелен маркетинг, кој што компаниите го користат во насока да ги три начини може да користат, односно првиот начин е да на ниво на производ, односно одредени производи да ги брендираат како зелени и така натака, и тие производи подобро да се продаваат или да имаат подобар успех на пазарот како во понатамошниот период. Понатака има компании кои што даваат огромен број на информации околу ЕСГ, а всушност сакаат да направат само некакво покривање на реалноста како функционираат. И трет начин е преку селективно нудење на тие информации. Тоа значи дека Европската унија има многу што да размислува покрај усвојувањето на номенклатурата, како да се прилагодиме, треба да размислува и за тоа како да се спречат негативните последици. Токму тоа и претходно го кажав дека во моментов се прават, има активно се вршат анкети помеѓу субјектите, економските субјекти во Европската унија, да дадат идеи и предлози како овој зелен маркетинг, така наречен, да се сузбие, бидејќи во моментов се гради тоа законодавство, таа таксономија. И господин Илиевски, живееме константно време на некаква кризна ситуација. Од пред 3 години почна пандемијата, па не гледаме крај. Колку, да речеме, целата оваа примена на стандардите би го олеснила надминувањето на кризни ситуации во иднина? Сега веќе веројатно е, нели, доцна да се зборува точно за така. ситуацијата која што ја живееме, но иднина? Пред некое време еден од високите представници на Европската унија кажа требаше уште порано да почнеме со примена на промените кои што се во насока на зелената економија, зелената обновлива енергија. Затоа што тоа е единствен начин како државите да стануваат независни. Да речеме Македонија, ќе ја земам. Македонија има огромни можности да искористи сончевата енергија за да не би морала да увезува струја и да биде
многу повеќе независна во однос на тоа што е сега. Исто така, ако се усвојуваат сите овие социјални аспекти на доброто управување, тогаш тензиите во општеството при настанување на кризи, затоа што кризите се веќе на сите нејасно се појавуваат и ќе се појавуваат, многу полесно ќе бидат амортизирани од општеството. И во една реченица, ако треба да ги поттикнеме во моментов компаниите, односно реалниот сектор да премине во бизнис модел заснован на одржлив развој, ќе им кажеме што? Ако не се прилагодат, тогаш нема да имаат пристап до поголни услови на финансирање и тоа ќе биде причина да ја намалат конкурентноста на глобално ниво. Ова е тема за која што многу ќе се зборува и во периодот кој што следува, токму затоа сум сигурна дека нема да ни биде ова последната средба овде во Македонија наутро. Благодарам за анализа и информациите. И на вас.